Во 2009 година, кога решив да се кандидирам за градоначалник на општина Пробиштип, бев сигурен дека сум исправен пред огромен предизвик. Предизвик кој значеше решавање на огромните проблеми со кои се соочуваа моите сограѓани. Блокираната општинска сметка, децениски нерешени инфраструктурни проблеми, минимални инвестиции. Почетокот беше и повеќе од тежок, но јас имав визија, имав програма и план поддржан од владата на Република Македонија. Имав зацртано цел да го направам Пробиштип град во кој луѓето ќе сакаат да останат да живеат, а и селените ќе сакаат да се вратат. Бизнисмените ќе сакаат да инвестираат, а пензионерите ќе раскажуваат дека се враќа стариот сјај на градот. Среќен сум што денеска со гордост можам да кажам дека со многу вложена енергија, посветеност, верба и желба мојата визија се остварува. Ние создаваме, продолжуваме со сите сили да го издигнеме градот на стабилни нозе. Секоја ново поставена тула значи иднина. Секој метар асфалт значи иднина. Секој ново изграден објект значи просперитет. Затоа продолжуваме. На крај, би сакал да ви ја честитам годината која следува, 2012, да посакам здравје, среќа и успех на моите сограѓани. Посакувам повеќе инвестиции, повеќе вработувања, помалку проблеми и разочарувања. Нека ни е честита новата 2012 година и среќни божикни празници. Изминативе 2 години, општина Пробиштип доживеа модерна трансформација. Успехот на оваа локална самоуправа се мери со факти и аргументи. А фактите кажуваат дека само во 2011 година се реализирани рекордни 90% од предвидениот буџет. Овие проценти значат Најголемата трансформација на градот Пробиштип се согледува преку реализацијата на дури 18 капитални проекти. Реконструкција на патен правец Пробиштип-Страцин. Вкупната вредност на оваа инвестиција е околу 4 милиони евра. Реконструкција на патен правец Пробиштип село Плешенци. Реконструкцијата се состоеше во обновување на асфалтната подлога на должина од 3291 метар, согласно проектот кој беше финансиран со средствата преку Европската банка за обнова и развој. Вредноста на оваа реконструкција е околу 225.000 евра. Пробивање, проширување и тампонирање на патот Пробиштип Свети Николе.
Вкупната должина на патот е околу 28 километри, а неизграден беше делот од 5200 метри на потегот од населено место Куково до населено место Мечкуевци на територија на општина Свети Николе. Асфалтирање на патен правец Турско Рудари Рајчани. Истиот е со вкупна должина од 3800 метри, а изградбата се вршеше етапно. Асфалтирање на патот Стрмош Дренак. Овој пат е во надлежност на општина Пробиштип и истиот пред повеќе години беше само делумно изграден. Недостасуваше 1 километар за негова целосна изградба. Реконструкција на пат Пробиштип-Ратавица преку местноста Леговец. Овој патен правец е со вкупна должина од 3722 метри и истиот е реконструиран и проширен од првична ширина од 3,5 метри на коловозот на ширина од 5,5 метри на делот со должина од 2900 метри со средства од Светската банка, а со посредништво на Агенцијата за државни патишта на Република Македонија. Асфалтирање на улици во населба Калниште. Во рамките на програмските активности на општина Пробиштип, во текот на 2011 година се асфалтираа повеќе улици во градот, со што значително се придонесе за квалитетот на урбаното живење. Жителите од урбаната Единка 30 и 30А, после повеќе години на чекање, дојдоа до современа асфалтна покривка за влез во своите домови. Асфалтирани се дел од улицата Велко Влаховиќ, улицата Димитар Влахов, 22 декември, Ѓорче Петров, дел од улицата Скоевска, 25 мај, Питогули, Корушка и Едвард Картер. Вкупната должина на улиците во овој дел на градот изнесува над 4000 метри. Асфалтирање на улица Доне Божинов. Асфалтирање на улица Кочо Рацин. Реконструкција на улица Миро Барага. Улицата Миро Барага представува сообраќајница која е влез и излез на градот Пробиштип, Конкратово и Штип. За градежните активности за реконструкција на оваа улица се одвоени околу 110.000 евра од општинскиот буџет и 50.000 евра од државниот буџет преку Агенцијата за патишта. Целосна реконструкција на улица Цветко Тонев. Поставено ново улично осветлување. Освен на улицата Миро Барага, нови столбни места со енергетски ефикасни светилки се поставија и на улицата Кочо Рацин, улица Никола Карев, улица 8 септември, улица Скопска, улица Гоце Делчев. На сите овие улици се поставени вкупно 43 нови енергетски ефикасни светилки. Поставени се нови енергетски ефикасни светилки во населено место Пишица, во населба Карпош и на новото детско игралиште во истата населба. Изградени тротоари на улица Јаким Стојковски. На делот од улицата Јаким Стојковски, со изградба на тротоарите од двете страни, значително се подобри безбедноста на сообраќајот, особено на пешаците кои беа крајно загрозени пред изградбата на тротоарите. Во тек е реконструкција на фасадата на киносалата во Пробиштип, средства извоени од општинскиот буџет. За реализација на овој проект, општината Пробиштип издвои 3.600.000 денари од сопствениот буџет. Извршена е реконструкција на спомен паркот. Комплетно е завршена и пуштена во употреба спортската сала во населено место Злетово. Спортската сала во Злетово неколку години беше само еден незавршен објект.
Младите луѓе немаа можност каде да се рекреираат, учениците од училиштата немаа место каде да спортуваат. Со средства од Агенцијата за млади и спорт се доизгради објектот, а општината овозможи приклучување на водоводната и канализацијската мрежа. Реализацијата на овој проект чини 400.000 евра. Изградено и пуштено во употреба ново фудбалско игралиште во Пробиштип. Со средства преку Агенцијата за млади и спорт се изгради ново современо фудбалско игралиште во Пробиштип. Изградбата на игралиштето заврши 2010 година, а вредноста на проектот е околу 200.000 евра. Извршена е реконструкција на повеќенаменско игралиште во населба Карпош. Со средства од општинскиот буџет, општината изврши проширување и оградување на асфалтното игралиште во населба Карпош. Исто така се поставија рефлектори за користење на игралиштето во вечерните часови. Изградена и пуштена во употреба нова спортска сала во Пробиштип. Од месец мај 2009 година до денес во општинските училишта, детската градинка и домот на културата се реализираа низа на проекти, со што не само што се подобрија просторните услови на овие објекти, туку и се овозможи на учениците поквалитетна настава. Во основното училиште, браќа Миладиновци од Пробиштип, се изврши комплетна промена на подот, така што стариот, дотрајан и уништен под се замени со нов под. Се адаптира нова училница за првачињата. Се изгради нов санитарен јазол, типски за дечиња со неполни 6 години. Оваа инвестиција е добиена од страна на USAID, од каде што се одобрени $35.000 за реализација на овој проект. Сите кабинети во училиштето се реновираа. Ова инвестиција ја направи општина Пробиштип, а за истата се потрошија средства во износ од $280.000. Во основното училиште Никола Карев, преку реализација на ПЕП проектот, беа обезбедени $35.000 од страна на USAID, со кои што комплетно се променија старите и дотраени парни котли со нови и енергетски поефикасни, со што се очекува заштеда на енергијата за затоплување на училиштето да биде повеќе од 20%. Со средства од општината Пробиштип, конечно е надминат долгогодишниот проблем со протекување на кровот во училниците. За овој проект беа издвоени $260.000 од буџетот на општина Пробиштип. Во рамки на проектот за нови спортски сали, кои беа изградени преку Министерството за образование и наука, општина Пробиштип доби нова спортска сала, која предаде на користење на средното училиште Наум Номовски Борче. Со тоа, Пробиштип и пробиштипјани добија уште еден спортски мощно репрезентативен објект. Гимназиската зграда доби нов кров. Оваа инвестиција чинеше над $1 милион, средства обезбедени од Министерството за образование и наука. Комплетно е уредена нова библиотека, каде што е поставен нов ламинатен под, се монтирани метални сталажи за книгите, а е набавен и нов библиотечен фонд за книги. Со нов мебел и нов под се уредени наставничката канцеларија и административните канцеларии на училиштето.
Направен е потпорен ѕид, со што училиштето не само што доби нова ограда, туку доби и нов естетски лик. Старите прозори во геолошката зграда се заменети со нови ПВЦ прозори. Поставена е и нова дренажа и санирани се дел од тротоарите околу гимназиската зграда. Сите овие инфраструктурни зафати чинеа повеќе од 2,5 милиони денари, а средствата беа дел обезбедени од буџетот на училиштето, а дел од општина Пробиштип. Детската градинка Гоце Делчев спроведе низа на активности со кои беа подобрени условите за престој и згрижување на децата, а воедно и се подобри самиот изглед на објектите. Извршена е комплетна промена на кровот на објектот Цветови. Во објектот Црничка се поставени 300 метри квадратни ламинат. Во објектот Црничка се обновени санитарните јазли. За потребите на градинката е набавено ново возило. Поставени се повеќе од 500 метри квадратни бекатон плочки и повеќе од 200 жардинери во објектите. Поставена е дренажа околу објектот Цветови и дел од објектот Црничка. Набавени се комплетно нови душеци и нови постелнини за сите клона во градинките. Набавени се нови дидактички материјали и играчки. Купени се нови компјутери, LCD телевизори и клима уреди. Набавен е нов инвентар во кујната и нова машина за миење на садови во објектот Цветови. Во општинската установа Дом на култура Злетовски рудар од Пробиштип е променета електричната инсталација. Набавено е ново озвучување со што квалитетот на сите културни настани значително е подобрен. Зголемен е книжниот фонд во градската библиотека. Реализација на идни проекти на територија на општина Пробиштип, кои што се од витално значење за сите граѓани на општината.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I lead with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.